Средношколци, не е важно колку време спиевме, важно е какво ќе ни биде будењето. Се собиравме веќе еднаш, се собираме повторно, затоа што знаеме дека сме во право, затоа што знаеме дека го заслужуваме секој еден дел од она што го бараме, затоа што ни е мака од нивната одбивна арогантност и неправда. Ке застаневме и пред нив јасно и гласно ке кажевме што мислиме. Но тие веќе не се достојни за тоа. Време е да почне период кога ние ќе ги диктираме правилата на игра. Не можам да ја поднесам помислата како тие се кријат во своите канцеларии, префрлувајќи по некој муабет и подсмевајќи се на нас, на лицата кои само се обидуваат да бидат слушнати, а постојано најдуваат на затворени врати. И потоа, истите тие лица ќе излезат и ќе зборуваат за демократија, заборавајќи го значењето на тој збор, владење на народот. Повторувам, владење на народот. Криејќи се во своите фотелји, ги кројат овие така наречени реформи и со секоја од нив го удираат образованието по нозе. А тоа со сета сила се обидува да продолжи да стои, а да не зборуваме пак за неможноста да направи ниту еден единствен чекор напред. Го претворија образовниот систем во свое лично предпријатие, во нова можност да ги исполнат собствените джебови. Драги мои, затоа тоа ни тоне. Тоа е систем кој има потреба од постојан прилив на средства, а не од постојан одлив на истите. Ограничени во своите сваќања ни наложуваат нови тестирања, нови проверки, оценувања и не знам веќе што. Главна преокупација ни стана како да дограбиме некоја добра оценка. А што стана со знаењето? Зарем тоа не беше најбитното нешто? Зарем знаењето не е сила и моќ? Што ќе смени колку некој од нас научил математика, доколку истата ја полага на матура? Проблемот е во самиот образовен процес, а не во проверките на истиот. Гласно и јасно кажуваме не на ваквите небулози. Не на непотребните тестирања и стресови. Дајте ни луѓе работилници, лаборатории, веродостојни книги, напишани од доктори и академици, а не од луѓе блиски до вас. Дајте ни можност да се надоградуваме, оформуваме, кроиме и прекројуваме. Дајте ни избор. Направете ни простор. Направете ни простор слободно да дишеме и престанете да не влечете во бездната во која вие самите тонете. Погледнете ја внатрешноста на нашите училишта и кажете ни што гледате. Дали овие простории полни со влага, неудобни и спокршени столови, подови полни со пукнатини, дупки и препреки се достојни за во ни време да поминуваат идните академски граѓани, идните посветени за наечии, или како што вие знаете честопати да не наречете, иднината на оваа земја. Младината која веќе гледам станува препрека за исполнување на вашите срамни идеали. Но дали вашите канцеларии ги имаат овие проблеми? Сепак, вие сте власта во оваа држава, а ние обични ученичиња кои треба да прифатат се што им се сервира. Па се лажете! Добар граѓанин не е оној кој што без прашање прифаќа сето она што државата му го наложува, туку оној кој нема страв да каже кога нешто не е во ред, дури и ако единствениот што тоа го прави. Не ги удостоивте ниту нашите наставници, не сакате да не удостоите ни нас. Но да ви речеме нешто, распаливте оган кој не сте способни
способни да го изгаснете. Нашата борба започна поради екстерното тестирање. Продолжи поради новиот концепт на државна матура, кој јасно и децидно ги отфрливме. А зошто? Зарем е потребно да ви се даде објаснување? Доколку истото ви е потребно, се сомневам дека позицијата која толку гордо ја чувате ви припаѓа токму вам. Затоа со ученици, наставници и родители да ја извојуваме оваа борба до крај. За нас, за генерациите кои следат и самото образование.